Без проблеми и во демократска атмосфера се одвива гласањето на студентите на денешниот необврзувачки референдум кој треба да покаже дали студентскиот парламент ќе остане невладина организација. Во 9 часот започна гласањето на 20 факултети во рамките на УКИМ. Организаторите се изненадени од излезноста и очекуваат референдумот да биде успешен. Следните чекори ќе ги договараат подоцна. Значи, по завршувањето на референдумот и по броењето на гласовите ќе договориме заеднички состанок на кој ќе бидат поканети сите студенти и заедно ќе ги формулираме идните активности. Се надевам дека ќе присуствуваат што е можно повеќе студенти, бидејќи сега сите си формирани за студентскиот парламент и за студентското представничко тело. Така што не би можел во моментов да кажам за конкретни акции кои ги планираме во иднина, меѓутоа можам да најавам собир на студентите на кои што ќе се дискутираат и планираат овие акции. На правниот факултет во Скопје гласањето течеше без проблем. Иван Коцев од избирачката комисија направен очекува излезноста да биде голема. Гласањето започна во 9 часот наутро, ќе трае до 17 часот. Гласачкото место беше отворено навреме. Очекуваме гласањето да продолжи да тече мирно до крајот на денот и да го видиме на крајот каков ќе биде резултатот. Дел од студентите не беа информирани за денешниот референдум, а имаше и такви кои не сакаат да зборуваат пред микрофон. Оние похрабрите кои го остварија своето право на глас велат дека референдумот е добар начин да се промени моделот на студентско дејствување и да се стави крај на, како што велат, неодговорното однесување на СПУКМ. Тоа што СПУКМ не ги представува интересите на студентите, туку представува некои повисоки интереси, односно интереси на одредена политичка партија, како што знаеме сите. Исто така СПУКМ функционираше околу 2 години со нелегитимен претседател, кој што му беше истечен мандатот и поради тоа сметам дека СПУКМ не треба да ги представува интересите на студентите. Поддржувам каузата на студентскиот пленум за студентскиот референдум. Секогаш треба да се избориме за повеќе права. Мислам дека е наше право, мислам и до сега не сме биле прашани, така што ова е баш прав чекор во тоа да имаме пофер невладини организации кои што ќе ги настапуваат нашите права. Ако се смени нешто, ќе видиме дали ќе биде на подобро. Референдумот според пленумците е еден вид притисок врз сенаторите. Очекуваат тие да ја препознаат волјата на студентите и одлуката која треба да ја донесат за студентското представничко тело да ја донесат врз основа на мислењето на студентите. Моделот за кој студентски пленум се залага е СПУКМ да стане тело во рамки на универзитетот, зашто на тој начин ќе се зголеми контролата на парите кои оваа невладина организација ги троши, а ќе се има и увид во начинот на кој се вршат студентските избори.